Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика при МВР детектираше постоење на наводна кампања во која што лица преку социјалните мрежи или преку нивните приватни имејл адреси таргетираат македонски корисници и испраќаат линкови до лажна страница во која се ветува лесна заработка со купување на новата дигитална криптовалута во Кина. Со кликнување на линкот се влегува на лажна страница, а потоа преку сите линкови кои што се појавуваат на страницата ве пренасочуваат кон страната која што е хостирана во Украина. Откако лицата ќе се регистрираат и ги остават нивните лични податоци, во рок од неколку минути непознати лица ги контактираат преку телефон со цел да ги убедат дека што е можно побрзо треба да се инвестира во новата кинеска криптовалута, бидејќи цената расте секој момент. Текстовите и статиите на интернет страната се убедливо напишани, а со цел граѓаните да проверуваат на нивната веродостојност и постапката им е добро разработена. Почетната сума која што ја бараат за инвестиција е $250, но во понатамошната комуникација се обидуваат да изнудат и поголеми парични средства. МВР апелира до граѓаните и правните субјекти да не отвараат сомнителни линкови и прикачени документи во прилог на пораки што не доаѓаат од верификувани и за нив познати испраќачи, да не наседнуваат на измами од ваков тип и правните субјекти да превземат соодветни мерки за заштита на нивните компјутерски системи од потенцијален малициозен софтвер согласно нивните интерни процедури за сајбер безбедност. Иначе, по однос на забраната за движење на ниво на целата држава, 59 лица не ја почитувале забраната за движење, при што приведени се 46 лица, а за останатите се земени податоци и ќе следуваат соодветни мерки, известува министерот за внатрешни работи Наќа Ќулев. Во државен карантин се спроведени 160 лица.